Што реков дека е конгресот фалсификуван во Валандово? Во Валандово. Еве, зечејќ колку години го нема, ја пак ја повторам дека конгресот во Валандово беше фалсификуван. Влечени се за уши делегати, ставани се декларации од типот на Даштевски и Пандов, кои што не се делегати на сликата, ставани се шпиони на УДБА, луѓе со досиеа, седи едниот од нив до Мицковски, се дава сигнал на целата структура. Со иницијали МЈ. Добро да знаеме за кој се работи, нели? Да. Дури на наредните конгреси пак наоѓа начин како да се... Има ли темни страници на УДБА што го ги има, како не? Го издавате, што ги издавате? Го има. Ги има. Значи сите се наредени. Да. И таа екипа која всушност Берлинската врска, така наречена. 90-91 година, со кодно име ЈАК. Да, 90-91 година се обидува да предизвика војна тука во Република Македонија. Преку, како велат, нетранспарентно или транспарентно набавување на оружје од Република Бугарија, средба со Желев, средба со тогашниот началник на генералштабот и така натаму, екипа, нели, која испрата, нели, која заминува тука од Скопје, можеби без да информира. Централата разговара, нели, на тие теми, им треба оружје за да може да се спротивствуваат Југославенската народна армија. Значи, некој по секоја цена, тоа е УДБА и КОС, нели, кој би влегле во војната, не би се повлекле тука од Република Македонија. Тоа е суштината, тоа е логиката. Ние имаме среќна околност дека Милошевиќ беше на власт и дека американците смета дека ќе му се намали просторот за делување на овој начин. И сега, после 35 години, мислам дека имавме среќна околност со Киро Гligorov. Со искуството кое што он го донесе, што успеа да се консолидираат. Ја ги пратев доста од емисиите кои што ги имаш на таа тема. Мислам дека и тој почеток, нели, прогласувањето на независност не ни е доволно истражен. Мислам дека доста работи треба допрва да се отсликуваат. Многу луѓе. И добро е да се чечка во тие работи. Многу луѓе се починати, но има се уште многу живи сведоци на тие Убаво настани. би било да ги снимиш сите да кажат своји преговараме. Малку измислуваат. Преговараме. Да знаеш дека малку додаваат. Сите си додаваат. Дујат малку, сите се херои. Дури не додаваат, меѓутоа знаете тие се на некои 78, 79, 80 години. Забораваат малце. И не само што забораваат, туку и сами почнуваат да веруваат во некои работи кои кажувале. И веќе им е многу потешко да направат разлика и дистинкција помеѓу тоа што е реално и таа реалност која они сами имат креирано. За себе и за својата улога во македонската историја, но има многу луѓе кои се живи се уште, не знам, Благој Ханџиски, Бранко Црвенковски, Зоран Крстевски од либералната или од реформските сили. Вечниот функционер, но добро информиран. Никола Поповски, значи има таму сепак луѓе кои се уште... Еве ти тоа збореше... Кои се уште во кондиција и кои може да... Божин Павловски, еве да го поканиме ако е тука, ако е вратен од Австралија, покана да гостува оваа емисија, бидејќи беше спомнат од Панде Колемишевски така. Значи се уште има живи мисла, нели? Во мисла се правени сите тие, нели, преговори наводни што велеше Панде Колемишевски за она влада на Андов на Па тука е тежината и дистинкцијата сериозна на твојата емисија, затоа што ти правиш такви емисии,